Јас сум убеден и тврдам дека неизвршувањето на плановите јасно е дефинирано во Законот за урбанистичко планирање и каде ние јасно го образложивме зошто го направивме сето тоа, таму стои се што не е усогласено, односно секој план треба да биде усогласен со параметрите, законските акти и со генералниот урбанистички план. Во нашата одлука која што ја донесе Советот првично 27.12 беа наведени сите причини и ние се доведовме да Уставниот суд одлучува дали ние како првостепен орган кој што ги носиме и контролираме спроведувањето на деталните урбанистички планови ни каже не, вие нема да го правите веќе тоа, бидејќи тие детални планови кои што се донесени се во ред и се донесени во законска процедура. Јас го образложував мораториумот неколку пати, се трудев и пред Советот, средби со граѓани, кога ќе имавме настап на било каква јавна емисија или дебата, дека нас единствен простор за да не се спроведе до крајот беше временото запирање на извршување на деталните урбанистички планови додека не се донесат нови планови. Сега со оваа одлука, која што се уште официјално не сме ја добиле, ни се ускратува тоа право. Тоа значи дека ние продолжуваме со носење и работење на нови планови кои што сметаме дека ќе бидат поквалитетни, но се остава простор додека се донесат тие планови да се започнат нови постапки за кои што успешно сме ги испречувале изминативе година и неколку месеци.